Во име на раководството на Сдруженијето на пензионери Куманово, а во својство на подпредседател на истото, согласно одредбите од Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, изјавувам демант на изјава од господин Мирослав Трлин, член на Сдружение на пензионери Куманово, дадена на интервју од 8.12.2023 година на ТВ Плюс Куманово под наслов интервју. Секоја иницијатива за доброто на пензионерите треба да биде поздравена ако истата е дадена во рамките на институциите на пензионерското организирање, заради што и постои Сдружувањето на пензионерите скоро 8 децении. Сдруженијето на пензионери Куманово има своји органи, основани врз основа на Законот за Сдружение и фондации, врз чија основа Сдруженијето на пензионери Куманово е регистрирано во Централниот регистер и има својство на правно лице. Затоа, иницијативата на господинот Мирослав Трлин сметаме дека е нелегитимна, составувана на улица од многу тесен, нелегитимен круг на личности, не поминала на јавна расправа пред ограноците, како и пред органите на Сдруженијето, и сметаме дека служи за задоволување на личните фрустрации на иницијаторите и авторите. Што се однесува до останатиот дел од интервјуто, сметаме дека се изнесени многу бројни невистини и злонамерни клевети, како на пример, ова интервју на ТВ Плюс е наречено интервју, но за интервју се потребни две личности, а во емисијата имаше една личност која цело време беше во офанзива пред екранот, само напаѓаше, а немаше новинар-водител кој би му поставил прашање дали за истакнатите тврдења располага со докази и доколку ги има, да ги презентира истите како такви. Предметниот господин, како главен лик во интервјуто, истакна клевета дека во Сдруженијето Куманово е сторено кривично дело со кое што на председателот на собранието на Сдруженијето на пензионери Куманово му е определен паричен надомест за вршење на функцијата. Сметаме дека ова е злонамерна клевета од причини што правото на месечен паричен надомест на председателот на собранието на Сдруженијето на пензионери Куманово правно извира од член 16, став 1, алинеја 5, одлуката за утврдување единствени критериуми за материјално-финансиско работење на Сдруженијата на пензионери и Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија, донесена од собранието на Сојузот на седницата одржана на 14.3.2014 година, со правна обврска сите Сдруженија и Сојузот да ги усогласат своите акти со одредбите на ова одлука најдоцна во рок од 3 месеци од денот на донесувањето. Ова одлука го регулира прашањето на месечните парични надоместоци на избрани и именувани лица во Сдруженијата и Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија и има својство на специјална одлука. Ако господинот што го даде интервјуто имал намера да биде аналитичен, тогаш можел да направи компарација со останатите здруженија во Републиката и да се увери дека врз основа на наведената одлука сите избрани и именувани лица во сите здруженија на пензионери примаат месечни парични надоместоци
за извршување на функциите, а сепак се волонтери. Во прилог на ова, наше тврдење, го наведуваме примерот со советите на локалните самоуправи, каде што сите советници во целата држава се волонтери, а сепак примаат месечни парични надоместоци, а таму каде што го остваруваат работниот однос, остваруваат плата. Авторот на интервјуто бара свекување на вонредна седница на собранието, на која бара да бидат присутни членовите на иницијативниот одбор како контролори во работата на собранието, а собранието работи и одлучува според делегатски принцип со демократски избрани делегати од страна на ограноците. Извршниот одбор е оперативен орган на собранието и е одговорен за одлуките на собранието, за користењето на средствата за кои господинот вели дека не знае кога и за што се трошат. За користењето на средствата постојат законски рамки, при што Сдруженијето како правно лице е должно да изготвува годишни финансиски планови и програми кои ги донесува и усвојува собранието и каде се утврдуваат намените за користење, а се со цел остварување на функцијата на Сдруженијето утврдена со закон. Како правен субјект, Сдруженијето на пензионери и Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија изготвуваат и донесуваат годишни завршни сметки согласно законот и ги доставуваат до надлежните органи најкасно до 28 февруари идната година. Сите пензионери, што се членови на Сдруженијето на пензионери Куманово, некаде над 16.000, се потенцијални корисници на средствата што се остваруваат како приходи, а се користат за еднократна помош на пензионерите кои имаат медицинска документација за разни оперативни захвати, кој и самиот Мирослав Трлин поднесе барање пред 2 месеца до Комисијата за еднократна парична помош и му беше исплатено врз основа на поднесената документација одредена сума на пари. Во овој момент не можам да се сетам колку, за тоа постои евиденција. Учество во финансирање на одмор и рекреација, односно бањско лекување. Учество во организирање на екскурзии на пензионерите и нивно меѓусебно дружење. За културно-уметнички дејности, каде пензионерите ги покажуваат своите умешности. Спортски активности, хуманитарни помошти, помош на потешки болни и изнемоштени пензионери, финансирање на клубови и ограноци, каде се собираат, забавуваат и дружат пензионерите и разгледуваат материјали доставени од Сдруженијето на пензионери Куманово. Сите овие активности имаат за цел да го подобрат животот на пензионерската популација и да им се помогне во третата доба, кое тој го и самиот споменува. Значи, тенденциозна е намерата на господинот и тврдењето дека Сдруженијето работи за лични интереси на мала група подобни личности, заинтересирани за пари за себе, а кои не знаат да ги менаџираат средствата, остварени најмногу од членарината, немаат програма за работа, а штедат пари и не знаат како да ги потрошат. Тој цитира финансиски податоци од 9-месечната пресметка изготвена од Сдруженијето, иако не е законска обврска, за 2023 година, која е дадена до сите ограноци и редовно периодично се доставува секогаш до сите 24 ограноци кои припаѓаат на Сдруженијето, а господинот тврди дека истите податоци се тајна
и се недостапни за членството. Тоа значи дека тој не ја говори вистината. Во прилог истакнуваме дека со домаќинско менаџирање на средствата од членарината, Сдруженијето има купени поранешни и нови деловни простории во собственост и свое владение. Дали авторот на интервјуто се прашува што ќе се случи со Сдруженијето на пензионери Куманово ако се укине месечната уплата на членарината во износ од 30 денари. Ќе се случи престанување на функција на Сдруженијето на пензионери и Сојузот, која детално за Кумановското Сдружение беше искажано во претходните редови. Секој пензионер во редовите на Сдруженијето на пензионери стапува доброволно со доброволно потпишување на изјава за членство со која доброволно се сложува да му се запира од пензијата 30 денари за членарина и 140 денари за посмртна помош или вкупно во солидарниот фонд по двата основа месечната задршка од пензијата изнесува 170 денари. Со солидарниот фонд управуваат пензионерите кои се членови во Сдруженијата и Сојузот затоа што тие средства се лични средства на пензионерите, а фондот на ПИОМ ги врши административните работи бидејќи оттаму се исплаќаат пензиите. Како што пристапува доброволно во членство, така и со лична изјава може да истапи од членство секој пензионер. Господинот во неговото интервју вели дека ќе се трансформира и укине ваквиот начин на задршка од пензиите и дека средствата ќе се вратат на пензионерите, што е ноторна невистина. Средствата тековно се акумулираат на една страна и се трошат за наведените цели и невозможно е да се вратат. При членување секој пензионер има право на користење на средства од членарината во случај на смрт на неговото семејство и има право на надомест од 30.000 денари. За да се оствари надоместокот во случај на оперативен зафат од потежок вид, пример, износ од 5.000 денари, треба пензионерот да бил член 15 години, а со самото зачленување доколку има таков проблем, тој веќе го има тоа право. А од делот за посмртна помош и исплата од 30.000 денари, исто го има правото веднаш по зачленувањето, а за 30.000 денари треба да штеди само 214 месеци по 140 денари или скоро 18 години. Авторот на интервјуто употребува цела серија на клеветнички зборови со кои го урива авторитетот на пензионерската организација, велејќи дека солидарниот фонд е така наречен, Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија е така наречен, дури и фондот на ПИОМ е државен, ама така наречен, дека целата организација е пирамидална, нелегитимна, органите нелегални, нелегитимни, извршниот одбор работи на затворени седници, што е замајување, дека е за лични интереси, членарината наводно се зема насилно, Божем да е како доброволно, како тој што искажува. Сите овие зборови се бескрупулозни клевети за кои искрено се надеваме дека господинот Мирослав Трлин јавно ќе се извини и јавно ќе ги повлече клеветите и навредите на задоволство на двете страни. Доколку истиот не го стори тоа, Сдруженијето на пензионери Куманово, согласно Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, во
законски предвидениот рок ќе поднесе тужба пред надлежниот суд. Благодарам.